Вообичаено овој дел е наменет и за првиот разговор за денеска. Во продолжение отвораме една тема која верувам дека ќе ви биде интересна и ќе го задржи вашето внимание. Еве зашто всушност станува збор. Управувањето со беспилотни летала во земјава станува се поголем тренд. Дроновите вооружени со одлични камери може да дадат вистински поглед од птичја перспектива и со нив може да се направат преубави фотографии и видеа на кои никој не останува равнодушен. Но постои ли регулатива за тоа кој може да управува со вакво беспилотно летало во земјава? Што треба да направите за да бидете оператор на дрон? Може ли деца да управуваат дронови и дали е потребна посебна регистрација на истите? Е на овие и голем број други прашања поврзани со темава во продолжение разговараме со раководителот на сектор за воздушен сообраќај Драги Стојановски. Драги, добро утро и ти благодарам што прифати да бидеш дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и до вас. Темава ја отворам затоа што се добива впечаток дека денеска многу лесно секој може да има дрон и да управува со него. Уште поинтересно е што дронови се продаваат и во продавници за играчки со кои според намената би управувале деца. А при тоа во нивните спецификации стои дека може да достигнат далечина и до 500 метри. Но се поставува прашањето дали тие соодветствуваат на регулативата во земјава за управување со беспилотни летала и што всушност се предвидува со неа? Регулативата во оваа област, како и во многу други области, не може да се заснова врз техничките карактеристики на производот, туку истата има за цел нивната употреба да ја стави во некоја безбедносна рамка. Како, например, еден автомобил може да достигне 300 км на час, но ограничувањето за тој автомобил, пример на автопат, е 120 км на час. Во случајот со дроновите, од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај, бидејќи воздухопловите без екипаж не се единствените учесници во воздушниот сообраќај, многу е битна и максималната висина на која што тие можат да летат, како не би дошле во контакт со останатиот воздушен сообраќај. Затоа, во сега се уште важечката уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонски воздушен простор, која е објавена во Службен весник на Република Македонија 187 од 2017 и 152 измена во 2018 година, во членот 21 е предвидено дека во рамките на визуелната линија на видното поле, воздухоплов без екипаж може да оперира на максимално растојание од 500 метри хоризонтално и 100 метри вертикално од површината на земјата. Значи, со регулативата ја поставуваме рамката во кој што воздухопловите можат безбедно да оперираат. Одредени посериозни производители, не би напоменувал да не правиме реклама на одредени производители, на овој вид на воздухоплови, ваквите ограничувања ги имплементираат во самото софтверско решение, што значи дури и некој ненамерно да се обиде да ја наруши максималната висина, самиот систем, самиот софтвер тоа нема да му го дозволи, ќе го задржи на безбедната дозволена висина. Ајде да разјасним. Јас вчера се обидов да најдам дел од оваа регулатива, односно од измените од 2018 година и таму прочитав дека се регулира врз основа и на тоа врз основ на тежината на дронот при полетување. Може ли да ни објасните зашто всушност станува збор? Таму гледав дека има до 500 грами, над 500 грама тежина на полетување. Што тоа всушност значи? Така, значи во авиацијата главно одредувањето на тежините не се одредува по масата на воздухопловите, туку тоа се вика максимална маса на полетување. Што значи максимална масата која што ја има воздухопловот плюс корисниот товар максимален кој што може да го понесе, затоа што и во регулативата е предвидено дека максималната маса на полетување треба да биде над 0,5 килограми за да потпадне под регулација на оваа уредба и со максимална брзина од поголема од 19 метри во секунда. Нас ни е битно затоа што е битно да се регулира и брзината, затоа што ударот, односно штетата која што може да ја предизвика, нели се пресметува забрзување по маса. Значи ли ова дека се што е под 500 грами може да се смета за играчки? Точно така. Оваа регулатива за сега не ги регулира оние дронови
кои што се полесни од 500 грама. Во време на носење на оваа регулатива, за оваа проблематика во Законот за воздухопловство се предвидуваше дека истата се регулира со уредба која што е носи владата на Република Македонија. Во меѓувреме, уредбата за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонски воздушен простор е условот е променет, односно направена соодветна измена во членот 17 на Законот за воздухопловство, каде што сега се предвидува дека за истото се регулира согласно условите кои ги пропишува агенцијата. Со тоа ние направивме со ова се направи правен основ соодветно да се применат европските регулативи. Веќе се излезени две европски регулативи, тоа се регулатива 947 од 2019 и 945 од 2019, кои од предизвестно време се насила во одредени земји на Европската Унија. Агенцијата за цивилно воздухопловство активно работи на припрема за имплементација на овие регулативи и се надеваме дека во брзо време истите ќе бидат применливи кај нас. И согласно овие регулативи, тежината од 500 грама се намалува на 250 грама. Так. Значи, тогаш ќе бидат опфатени сите што се над 250 грама, но како и во многу други области, производителите не чекаат за да најдат, да кажам, како да заобиколат нешто, така да сега на пазарот може да најдете голем број на производи кои што се со тежина од 249 грама. Така. Добро. Да се задржиме околу оние беспилотни летала кои што се опфатени со регулативата. Доколку некој поседува ваков дрон, дали пред да почне да пилотира со него потребно е да се спроведува некаква обука? Во уредбата се предвидени услови кои треба да се исполнат за да може агенцијата по спроведен инспекцијски надзор да издаде уверение за вршење на обука. За жал до денес се уште немаме сертифицирано нити еден школски центар за вршење на обука. Со оглед на тоа што во меѓувреме, како што напоменав, е направена измена на членот кој што прави правен основ за да направиме измена на самата регулатива, такви обучни центри ќе бидат сертифицирани по воведување на новата регулатива. За сега и во европската регулатива, посебно кога говориме за дроновиве за рекреативна употреба, условите за стекнување соодветно овластување за употреба на дронови се уште лесни, се заснуваат на само учење, односно само подготовка и за одредени категории по онлайн полагање, додека за одредени посериозни категории со потешки воздухоплови веќе се спроведуваат испити во воздухопловните власти. Како се контролира македонското небо кога се во прашање овие беспилотни летала? Имате ли механизми како да делувате доколку некој не пријавил или неовластено управува со дрон? Значи, задолжително е, согласно уредбата, задолжително е секој корисник на воздухоплов без екипаж, доколку потпаѓа неговиот воздухоплов под регулација на агенцијата, да го пријави во агенцијата, со тоа добива регистарска ознака или евиденцијска ознака, која што мора да биде залепена на самиот воздухоплов и добива пин кој што му служи за соодветно најавување во системот кој што го има Агенцијата за цивилно воздухопловство. На нашата веб страна има интерактивна мапа на која што во секое време може да се види каде има најавен одреден воздухоплов без екипаж, во кој радиус оперира, на која висина и така натаму. Доколку се затекнеме неовластена употреба на воздухоплов без екипаж, во членот 34 од уредбата е предвидено дека надзор и контрола над одредбите на оваа уредба покрај инспекцијските служби од Агенцијата за цивилно воздухопловство ја вршат и припадниците на Министерството за внатрешни работи. Доколку некој наш инспектор или забележи операции со воздухоплов без екипаж неовластени или за такво нешто сме известени од Министерството за внатрешни работи, во тој случај постапуваме со изрекување на прекршочна санкција согласно Законот за воздухопловство. Така, пријавувањето може да го изврши секој граѓанин, да пријави лице кој управува и на некој начин вознемирува со беспилотно летало. Каде може да го стори тоа?
управувањето со воздухоплов без екипаж може да го пријави или кај нас или во МВР. Меѓутоа, во многу случаеви, кога ќе се земе во предвид дека дронот има батерија во просек некои 15 на минути, се случува да додека да пријави, додека да излезе некој на терен, тој да е завршил својата работа и повеќе да го нема и не можете да го лоцирате. Така, и сега да објасниме дека пред секој лет на овие дронови кои што спаѓаат под регулативата, операторот мора да го пријави и да добие дозвола за истиот. Ајде да објасниме каде треба да го пријави, колку време е потребно за да ја добие таа дозвола пред да може да оперира и да го управува своето летало. Значи, како што напоменав пред малку, со самата регистрација, кога ќе го пријави дронот во Агенцијата за цивилно воздухопловство, добива регистарска ознака и добива пин, кој што му овозможува понатаму да се најавува на нашиот систем. Согласно уредбата... Тоа се прави еднократно или секоја година? Не. Согласно уредбата, регистрацијата се прави еднаш на 2 години. Меѓутоа, најавувањето е минимум 24 часа пред секоја операција. Направено ни е автоматизирано, значи доколку странката најавува оперирање со воздухоплов без екипаж во зона која што во моментот не е забранета, тогаш пријавувањето е автоматски и доколку е навремено, односно 24 часа претходно, автоматски добива известување дека му е одобрено оперирање. Постојат ли слободни зони каде што и без претходна најава може да се управува со беспилотно летало? Да, согласно уредбата, доколку мора воздухопловот без екипаж да биде регистриран, а не е регистриран, во тој случај може да истиот да се управува слободно на некој спортски аеродром или летилиште, се разбира во координација со операторот на тој спортски аеродром или летилиште, дури направена и основа да може одредена група на вакви љубители на вакви воздухоплови да регистрираат терен, некој терен каде што ќе се знае дека вршат операции со воздухоплов без екипаж. Оваа регулатива важи и за странски државјани? Да. Во моментот на носење на ова до пред известно време, значи до пред носење на овие европските регулативи кои ви ги напоменав претходно, секоја држава индивидуално правеше регулатива за оваа проблематика. Сега со носењето на европските регулативи, повеќето држави веќе ги преземаат тие правила и ќе имаме унифицирани правила на ниво барем на Европа. За сега, пошто кај нас е се уште ова уредба важечка, треба да ги исполнува странското лице условите од нашата уредба. Драги, јас ти благодарам за денешното учество во утрински брифинг. Мислам дека опфативме поголем дел од прашањата поврзани со оваа тема, секако дел останаа неодговорени, но затоа ќе ве поканиме во следна прилика да дадеме одговор и на нив. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.